Со Богородица стоиме под крстот. Пишувајќи до црквата во Галатија, свети апостол Павле вели: а мене да не ми даде Господ да се фалам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого за мене светот е распнат, а и јас за светот. Свети Павле јасно дошол до длабоко спознание дека крстот Христов мора да биде единствениот фокус во неговиот живот. Од чисто земска перспектива, крстот нема сила. Која е вредноста на страдањето и смртта? Која е вредноста на бруталното постапување со Синот Божји? Како може еден таков ужасен настан да се гледа како нешто добро, а камоли да се пофали со таквов живот? Ова се тешки прашања и само од земска перспектива невозможно е да се одговорат. Но од гледна точка на благодатта и вистината, од перспектива на самиот Бог, одговорот е дека во крстот се содржи сета добрина. Крстот е престол на секоја благодат и милост и само од него се излева нов живот. Не постои друг извор на Божјата преобразувачка сила освен крстот. Тајната на крстот е токму тоа – таинство. Всушност тоа е најдлабокото таинство. Во крстот го гледаме најголемиот ужас преобразен во најголемо добро. Гледаме дека смртта станува извор на животот. Страдањето станува извор на исцелување. Робството станува извор на слобода. Само Бог, во неговата совршена мудрост и моќ, е способен да го претвори таквото зло во чиста благодат. Само Бог може да го направи она што ниту еден човечки ум не може да го свати за да го спаси човештвото, умирајќи со сурова смрт. Овие наши размислувања, нешто повеќе од 40 дена под подножјето на крстот, е замислена како дневна побожност со која слушателот е поканет во молитва да размислува за ова најдлабока тајна на нашата вера. Поканете сте да застанете во подножјето на крстот и да погледнете во нашиот распнат Господ, во отвореноста на таинството на неговата смрт. Додека го правиш тоа, биди уверен дека Исус има многу да те научи, да ти открие за твоето страдање. Неговите лекции ќе бидат поучени од неговото светоштво и спасоносен чин на љубов. Ќе бидете повикани да влезете во овој чин на пожртвувана љубов и да се соедините подлабоко со неговата сила и вистина. Овие размислувања се представени од перспектива на најголемиот ученик на нашиот Господ, неговата мила мајка. Мајка Марија беше она која се соочи со крстот на својот син со совршена отвореност, вера, љубов и посветеност. Нејзината верност кон нејзиниот син за време на неговиот живот била непоколеблива. Додека стоеше под крстот во тие долги 3 часа, нејзината верност никогаш не престана. Во оваа побожност се обидуваме да размислуваме зашто размислувала нашата блажена мајка во текот на тие 3 часа. Што мислеше?
додека стоеше и гледаше во своето дете кое умира. Какви сеќавања поминуваа низ нејзиниот ум, кои емоции и чувства го исполнија нејзиното срце, додека го гледаше последниот чин на љубов. Светото писмо не открива многу за внатрешните размислувања на нашата блажена мајка за време на тие 3 часа. Но Светото писмо не открива многу средби меѓу мајката и синот. Бидејќи крстот беше кулминација на животот и на мајката и на синот, убаво е да се доведат во тој момент на крстот сите бројни искуства што овие двајца ги споделија во текот на нивниот земен живот. Инспиративно е да се обедини сето она што го направија и кажаа до тој момент, бидејќи се беше подготвувано токму за тој момент. Додека ги слушаме овие размислувања, обидете се да го сторите тоа во молитвен амбиент. Обидете се да навлезете во умот и срцето на нашата блажена мајка, за да сватите како таа гледала на крстот на нејзиниот син. Додека размислувате, донесете ги и вашите крстови од животот и погледнете ги од перспектива на оваа мајка, која љуби. Дозволете и на нејзиниот поглед да проникне во вашите крстови и да ви ја открие важноста целосно да се прифатат. Влезете во ова таинство со вера и дозволете таа вера поцелосно да ве соедини со крстот Христов, така што со Свети Павле, крстот Господов ќе стане ваша централна и единствена фалба во животот. Со Богородица стоиме под крстот.